Во заедничка европска граница, Македонија и Грција ќе може да го решат прашањето за имотите на егејците. Ова можно решение му било кажано на Ванчо Драмче, кој во родното село оставил се што имал по екзодусот 1948 година. Тужба за имотот не поднел, но отишол лично да се распраша кај грчките надлежни институции и кои права, како роден таму, тој ги има. Отидов лично до градоначалникот таму и до катастрото. Они ми рекоа до 57 година, после 57 имаме се документација. Пред 57 немаме. А вика тоа што имате, после ако влегнете вика во Европска заедница, се што имате ќе се реши вика тоа сите имовински прашања. И по повеќе децении живот во белиот свет, емоциите подкрепени со носталгични солзи за напуштениот роден крај не може да се додржат кога се евоцираат спомените за родното огниште, што сега не постои. Со ваков емотивен израз пред камерите за својата Голгота раскажува Коста Мартин. 72 годишниот македонец живее и работи во Мелбурн, Австралија. Родом е од егејски Бабчар, Костурско, место што повеќе не постои на географската карта. И јас ја помнам мајка ми каа плачеше свекоја ноќ за ќерката. И ми е многу жал, да ти кажам, за това. И сестра ме вели сега таму на Австралија, јас веме таа 72 година. Па ка ви кажам, ми е многу жал за гравота што остана. Што раскажуваше мајка ви? Мајка ми само тоа му беше од јас ве ќерка на 2,5 години, тоа е многу мачно. И знам таму живееме и мајка ми и свекопта тоа го велам и ми е многу жал и напати и плачам мало. Ка плачеше мајка целото време. Безрезервна подршка на децата бегалци од егејскиот дел од Македонија и нивните заложби за остварување на своите граѓански права во Грција доаѓа и од Штипската општина. Ова е убав настан на кој што е убаво да се видиме, да си посакаме убав нареден период во кој што не чекаат исклучителни важни моменти за државата, за Република Македонија и токму затоа општина Штип даде подршка за организацијата на овој настан. Исто така и знам дека и многу други институции од државата се вклучија во подршка за организацијата, бидејќи оваа средба, како што сум запознат, е многу важна за оваа категорија, оваа група на граѓани. Во рамките на деновите од петата светска средба на децата бегалци од егејска Македонија, денеска кај манастирот Свети Пантелемон во аторот на штипското село Брест се одржа традиционалниот пикник. Во склоп на петата светска средба се одвива и овој пикник, се одржува овде во манастирот Свети Пантелемон. Да продолжиме да се дружиме овие 4 дена со нашите од Австралија, Америка, Канада, Румунија, Полска и така овде денес ќе биде едно големо дружење. 4-дневните свечености завршуваат утре во Скопје со панахида на загинатите во соборниот храм Свети Климент Охридски и традиционалната завршна вечера во Скопски Континентал.